Почитувана публико, добар ден, добро вечер, добро утро, зависи од кој кога го гледате овој наш скромен подкаст. Имам нешто да ти кажам. Добре дојдовте во нова епизода на нашиот подкаст. Вечерва со нас во емисија како специјален гостин, можам да кажам, е Никола Братучет Силјановски и се наоѓаме на едно такво место, односно Центарот за култура Григор Прличев или Охридскиот театар, кој како сакаат да си кажат. Пошо овдека на 23, токму на оваа сцена, 23 ноември, ќе биде финалното шоу, соло шоу Биполарен Братучет на Никола Братучет Силјановски, со што ќе си ја заокружи својата прва турнеја низ Македонија со стендап шоуа. Така што добро вечер, господине Братучет, како е? Имам нешто да ти кажам. Како сакаш, што било кажи, све можеш да кажеш. Прв пат си вака како гостин, мислам не ти е странно овој подкаст како концепт, беше еднаш, во имам нешто да ти прашам, ко си се прашувавме за вака со стендап. Да. И преако се поминавме. Да, ти не си само сега, ево, како во моментов како стендап комичар да кажеме, пошто си се занимаваш, си работиш со друго, по професија си друго, може да си кажеш, да си се представиш, и ето како те доживува луѓе и како сакаш да те доживува, така сите обично си кажуваат кај нас. Така? Да. По струка сум дипломиран машински инженер, работам како фриленсер, стендап комичар, а ме доживуваат, не знам, како на хемотерапија, да сум, не знам. Не знам како ме доживува. Стварно не, никој нека рандом да ме најде негде, да ми рече, те доживувам ко, не знам, ко Братучет, втор. Пример са, не знам. Да, бе, да, добро, ти си сеопшти од Братучет на се Братучет си ти. Сите сме, ама тоа треба да помине време да го сватиме. Така. Во границите на нашата прекрасна Македонија. Спомнав на почетоков дека овдека на 23 ноември завршвиш со првата турнеја, стендап турнеја низ Македонија. Како и досеја, чисто накратко, па после малце подлабоко, пошироко на таа тема. Прекрасно искуство. Како за комичар, ако би сакал некој да се бави, не знам. Едно е во сала дојш, например, во театар. Јас нарочито одев, да речам, да работам во кафич, 50 до 100 луѓе, затоа што се ствара многу интимна атмосфера. Има многу близок контакт со публиката, интересно, имат дофрлање, имат роустање, амерички, како се викат, амерички назив е, не знам на македонски, роустање, како би го преведе, да си дофрляш. Ти е мене, јас нив и то... Да, бе, да си кењаш се, ево, ние можеме така да си кажеме. Смеме пцуеме, се... Не. Да, немаат врска, мислам, извинете за тие што гледате то за такви, ама то си Иво Речников можда. Неважно. На почетоци, ако те вратам, тука се знаеме, ајде од екипа од стендап од Охрид заедно и настапваме, да не се правиме сега дека прв пат се гледаме, па ми дојде во емисија, не знам што те прашам. Како почна, можеш да му кажеш, ево и на другиве што не знае да се занимаваш со стендап, и кое беше она првичното што си рече, сакам да пробам, да видам како е што. Господин Никола Тодоровски, ако користиме ова прилика да го поздравиме, величенствениот Никола Тодоровски имаше оглас за преработување. Оглас, продавам Рено Клио плюс собирам екипа стендап кој сакат. Не, него имаше евент направено за стендап работилница. Да. И јас не знам, не знам како спонтано беше, само знам дека имаше една толку многу голема носталгија, пошто сум биден дел од детско драмско, аматерско драмско студио во Охрид 2000 некоја, трета, четврта, не знам кога беше точно, бев основна школа. И некако така го замислив. Дали лошо или добро, не знам, еве 6 години веќе. И се не знаеш како да му кажеш, абе не дојдов за ова, аматерам настап. Да го видам театаров, имате пајажина, бегам, знаеш. Пишав идам и јас одма, првата работилница беше многу јака, нели, кај што се видовме сите. Екипа Джезин. Леле Джезин, култното место за стендап. Тоа е најпрекрасното место за нов материјал, стар, научена публика веќе точно. Не поминуваме че е геј, знаеш, жена ми нешто и таа и реков јас тогаш и таа ми рече не и тоа ха-ха, не, тоа во Джезин веќе не поминувам. Така ој сега. И првите две работилници, две мислам дека беа. Две работилници, значи на рандом тема, тоа беше многу интересен, никој па не го забарам моментот. Јас го прашувам Коле, и шо? Пиши. Шо ќе дојде? Викам, ништо не ми иде.
Абе, пиши, шо? Нешто што ти дојде, нек ти текне случка, пиши. Ама му викам како? Абе, само пиши. Тоа беше првиот момент кога реков, ова ќе биде заебано. Вториот момент беше кога сакам да се бавам со ова, беше толку многу катастрофална вечер. Бевме 13 души, сега секој по 5 минути е на сцена, да си го заслужиш аплаузот, да речам. Чекай, на почетокот збориш? Да. Имавме джезин, тоа беше пролетта валјда. Така почна нешто, да, пролетно време. И почнавме со 5 минути настап. Јас толку лошо поминав. Ќе избарам некој клипче, сигурно е тоа снимано. Тоа и после тоа закопај го, блокирај го подкастот, прво да го види се, да го покажеме, па ќе офрлиме. И 20 ојдов до дома. Викам, јас нема се бавам со. Ја можам да го отрпам. 5 минути, мислам дека двајца добија диабет, на двајца бемки им пораснаа во моментот и двајца ме избришаја дека постојам воопшто. Од friend request. Каквито friend request не ни имав од нив, знаеш? И 2 дена така лошо и некако некоја жичка почна мака полека. Викам сам да се бавам со ова. И од тогаш немам промашено нити еден настап. Кога сме биле екипа, кога било, например, не знам, загревање, отварање за некој, за нешто. Од тој момент немам, ова мислам дека не го имам спомнато, нити еден настан или прилика негде кај што имало, да речам не. Колку и да се, можда и 300 настапи да се, да речам и 5 минути ако било, нема да го рачунам како настап, беате присуство на сцена. Пак е настап и 5 минути е настап, не е лесно 5 минути да излезеш да си смешен, интересен. Да, баш така. Кога ти беше, сега да речеме, поврзаноста или транзиција, како сакаш, помеѓу во професија што си, како машински инженер, и тоа што сакаш да се бавиш на почеток нормално како хоби, па здравје кај ќе замени со стендап комедија, кој ќе го правиш свичов на некој начин. Променава, да не речам сега, да ми се фати некој англицизам, се извинувам, вака за користење. Никој пат немам помислено на ова. Никој пат нема, тоа бајле штрафој, вечерта пишиш со еферицата нешто работи, вечер пишиш материјал. Штрафој за поправање, мислам за Да. Оцавајде, добро. Оцавајде, с кафе. Штрафам 2 штрафој, после пишам чеги. Никој пат немам. Сега кај ме тригерна, сега кај ме врати, не знам. Кај те чепнат. Да не е тригер. Да не е тригер. Англицизми, не знам, али како ќе помени време на инженерскиот дел, како на куглање, онако ќе ја пуштиш, можда така ќе се збогуваме еден ден, не знам. Така? Да, сакам да сум на сцена, континуирано сакам да сум на сцена. Моментов кај што ти работиш како фриленсер, моментално така? Да. Значи да. Сам сите овие години дури се занимаваш со она генерално така. 10-12 години плюс сум фриленсер. Имам некој портфолио зад мене, сега не сум гениалец. Ќе го пуштиш во опис, ќе го ставиме. Не сум гениалец, а да немаат погрешна, уствари немам да имаат погрешна слика, него имам портфолио, имам стварно за 12 години валјда и јас нешто имам направено зад себе. Некој како дизајн инженеринг, некој да речам од област од Ево на трале колега. Да, medical device до не знам, алуминиум до дубак имам праено. За деца или за постари? За деца. Добро. За деца, за постари не. Што имам друго, не знам. Вака сега. Вака сега. Не е проблем. Абе, слободно. Да не се она, немаат гајле. Добро, ќе осетиш. Да те прашам сега што ми беше поентава со фриленсерство, пошто кој ќе каже некој, многу често звучи дека ќе си работам по моја динамика, ќе сум послободен, едно друго, па можам да правам и други работи, а многу често е тоа дека работава за мене, самиот е 24/7. Кај го наѓаш времево и да направиш балансов, кај што треба да застанеш, да се спремаш, материјал да напишиш, па да излезеш на сцена, да настапиш, дали е 5, 10, 15 сат време, не е важно, или да одиш пример после работа, не знам, во Скопје, па да се вратиш и да му допреш на некој Дубаков. Фриленсерскиот начин на живот, дават слобода, али ако сакаш да се бавиш професионално со тоа, мислам како со секоја струка, мене ми се случувало во недела, во 4 сабајле состанок да имам. Во сабота, во 12, пред излегвење, после излегвење,
Да речеме имаш таа слобода да си го изменаџираш времето, али не дека е помалце ти да одиш од 8 до 4. Во зависност, на пример, ете кај фриленсериви, тој да речам слична струка на мојава што е пред да дојде на пример до производство, затоа што е инволвирана доста пари, голема екипа се поврзани. Тие пред на пример ова е пред да предам проект, да речам готово, сега сум имам спремено све. Последните 2 дена се толку многу напнати што тоа е нешто невозможно, затоа што луѓе многу пари вложиле и сега ако сакаш вистински да го работиш ова со години, едноставно мора да имаш таков пристап. Не можеш да речеш ти не ми можеш ништо, мислам, можеш. Тоа што потпишуваме ние NDA, не верувам. Сега не знам што се адвокати, нотари, сигурно знаат поќе за тоа, али не верувам дека ништо од Америка ќе дојде некој да ме гони мене за ова. Него односот професионален кој што мора да го имаш, верувам дека тоа е со све. Наводно е слобода, не е слобода. Апсолутно. Затоа што имаш оценка, имаш фидбек на твојава работа. Рачунај дека некој треба да оцени што даваат пари. Да, точно. И то секако не е за фрканци. Јас парки го имам да платам, нека разбереш, ти ги фрлив. Пример. А не некој што би вложил многу пари. Да. И така натаму. Сега во меѓувреме наоѓаш, не знам. Јас лично за мене, јас цело време си пишам материјал. И тој материјал може после 6 месеци да биде, може да после 3 дена, може да следното шоу кога е, ќе речеме имаме Comedy Jam. Тоа е вечер кај што се собираме екипа или без разлика, джези не претежно, Comedy Jam, значи правиш нов материјал, нови шеги и тоа што си собирал уназад или се припремаш за тоа конкретно, ги пробиш да видиш како ќе функционира. Да. Така да не знам да ти кажам, слушај сега јас од 8 до 12 имам тоа. Никогаш не ми се десило. А ако го ставиме ова во реалноста, сега што викаш пошто работиш со странски клиенти, ама што значи во реалноста како во Македонија да работиш како да си фриленсер, инфлуенсер, ќе речем. Да си фриленсер, која е најголема предност во тој дел и кој е најголем предизвик можда или пречка што треба го надминиш, дали ова што викаш во сабота пред излегвање, после излегвање состанок имаш. Ти закажуваш, ти работа. Имам работено јас и за наши клиенти, да речам. Било супер соработка, една од причините што е олеснително е тоа што си тука, можеш да влезеш в кола да одиш и за Охриѓани, за од Скопје клиенти без разлика. Значи, чекај малце ова сега. Вака. Олеснително што можеш да одиш и да разговараш, да дискутираш. Работава моја подлежи на девелопмент, на развој и константна комуникација. Не може да направам, јас не сум Тесла, да направам нешто да им речам, слушај, ова е готово, тоа е тоа. Не, константно имат некој што од маркетинг ќе речат, ова не може да биде жолто, од инвалидска количка, пример. Не знам, ме разбираш. Или ова четка за заби не може да биде со врата, пример. И затоа цело време е изложено на континуиран процес. Друга варијанта, кој ќе работиш, например, за странци, јас доста од проекти ги имам видено на слики. Произведено било, па во реална атмосфера, али никој пат не сум имал шанса. Некои од клиентите ми пратиле на домашна адреса и види, ова е чедово твое, ти што се година, дена, 2 што се малтретираш да го направиш, а за други работи гледаш само слики. Да. И тоа е многу без везе, како некој што си потрошил толку време да го правиш и да не го видиш. Да. Ко вон брачно дете, некако му иде, не знам како да речем. Во Бразил негде ти имаш и да рече, топ, супер на Skype. Како си пробвиш вака материјал, пример во муавет, во друштво, да фрлиш нешто, да видиш дали ќе загризи, чисто да го пробам, па од да видам на време. сцена. Иначе штедам, не сакам. Така не кеш да го трошиш. За без пари? Не. Не, пробам секако. Или ако палитка му рече дај 100 чеса. Да. Дајте ова, резервација ќе ви направам. Да. Секако. Дел од тогаш сваќам, јас тогаш сватив дека сакам вистински да се бавам со ова. Узречица кој ќе користиш, шега и гледаш дека има реакција. И сега чим има реакција, треба ти појака да има. Да. И уште појака до моментот да не ти речат како сопругава моја речи, леле запри се, молим те. Не можам. Ќе излези, ќе лупне врата и ќе рече, аман. Овој случај ја поздравуваме. Да, ја поздравуваме сопругата. Ето, значи така почнало, се движело пред 6 години, рече така 2018 ако земе работилниците, така нешто. Скоро 7 сега ќе правиме. Така веќе 7 да ќе иде, уште малце. Да дојдеш до момент кај што одлучиш дека прва турнеја соло сакаш да направиш годинава
Да. ова есен. Сега сме моментално насред турнеја. Да. Ова беше насред турнеја, на пример, и така на Да, и ова. Не знам како да искоментирам. Да продолжиме понатаму. Значи, турнеја прва низ Македонија, Да. во неколку града, во колку града е? 8. Чекаме уште потврда да речам од 2. Нема да ги најавам затоа што не се случа. Ова е сезона сега за стендап. Ладно е надвор, внатре се сите комотни, дали е сала, дали е центар за култура, театар, дали е кафич. Прекрасно време за стендап. Затоа што фокусот главен е во вечерта, односно во тој што е на сцена. Да. И Како е да мислам, моментов кај што сега си викаш така, сакам левел ап малце да одам, Да. соло турнеја, Да. да си истерам материјалов што ти беше соло шоу Биполарен братучет. Да. Како ја осмислуваш моментов кај што седвиш и викам сега ќе осмислам, ќе скоцкам, вака сакам, ваму сакам, таму сакам, или звониш сегде и како е после тоа чувството кога ќе наставиш таму кај што си организирал сам и сега пред скрос нова публика што прв пат може да и те гледаат. Да, се осетив комотен над материјалот, тоа можам да речам. Значи, еднаш како ќе имаше како целина кога го осеќаш и дека можеш да се знаеш дали некој ќе дофарлит, па ти истајте од кондиција или едноставно го живееш материјалот и полека кога ќе почви да веќе да се здосадвите, да речеш, не можам да го повторам исто во сега. Тогаш веќе имат некоја, да речам, некоја граница. Ова е наследено уствари од американциве. I have the hour, чим речат и менаџериве знаат дека веќе почви турнеја. Тоа значи дека го владеш материјалот и дека имат квалитет, односно се исполирал кроз настани, значи го снимаш аудио, го снимаш видео, јас се што можам снимам. Нормално без да знаат публиката и после кога ќе го слушам, чека, ова не помина, па го шкрташ, па следно го пробиш, тоа е начин еден на полирање да созред материјалот, а и ти со него. И со Биполарен братичет, тоа е цел материјалот е граден во джез и нешто во Public Room, едно прекрасно место исто во Скопје кај што работиме стендап. Веќе се осеќат, да речам, од реченица, од шега во шега, знаеш и ја водиш атмосферата едноставно. Да. Кај да направам пауза, чека, ако направам овде поголема пауза било појако. Овде сега ќе прашам во публика или без разлика. И стигна моментот со ова и реков, чекај се, следен левел челенџот е да видиме ова како ќе биде Кичево, Велес, Делчево. Кој градови се овај наброи ги? До сега кај имаше? До сега Кичево, Да. бевме заедно. Да, бев. Кичево, Ресен, Македонска каменица, Виница, Делчево, Берово, па наред се уште Велес и Битола и да речам ако дојдат, па и после сабота, мислам после 23 ако дојдат, ќе се рачуна дека и тоа во турнеја. Да, па добро не се малце града во секој случај, плюс е раштркано на источина така. Тоа е еден момент кај што овиш сам влегвиш в кола што зборот и апсолутно. По нашиве прекрасни автопати, моментов кај што тргвиш, пример си работел до тоа штрафој, па после в кола и оиш до Виница и треба да наставиш и да си одморен за настапов, што не е толку баш најфрендли, уште еден англицизам ке употреба. Мора да во на оваа тема на мора да се користи, на овој подкаст, да, мора да се користат англицизми затоа што не сме го измислили ни македонци стендапот сега. Па секако. Така. Како што не верувам и на турски дека има за стендап, сега разбираш. Имаше професорка, ја поздравувам, Ирена Бачич од гимназија ни беше и така прв мене ми беше, сега да не кажам за мене, ама во средно кога напредеме нешто као комедија, некој настапи, ѓурул ти отпросту. Се викаше, што викаш на турски затоа. Значи имало, да. Ама не е оригинално. Да, во Англија не може да има сигурно, речиш турски. од друго инспирирано, како и да е. Како е чувствувал кога ќе од град во град, пример, негде пали ти става шега, негде не, негде сигурен сум дека ова кај што ќе кажам сегде ќе поменит. И досега е од градове кој ти остаде најубав печаток, можда така и можда и еден најубав печаток и еден кај што можда беше најтака тешко публика. Да, не знам.
Јас сегде си поминав убаво. Еден, да речам, конкретно, шо... различен материјал, не, истиот материјал на различно место ќе помине различно, затоа што во различна атмосфера го кажвиш, публиката различно реагираат. Например, низ материјалот на муабетот кога си комотен да трниш, знаеш дека имаш, например, 5 битчиња, од 20, од 10, небитно, или одреден материјал кој што знаеш дека ќе запали, дека тоа е како сейф, ако има тешка вечера, ако има тешка атмосфера за работа, можеш да се повикаш на нив цело време и знаеш дека ќе помине. Во дадено место, во дадено време не помине. Така. И тоа што јас се викам, леле, овак не помине, сега што правиме. И некој биче кај што некој материјал, ајде, бит, англицизаме го користиме, некој материјал, некој шеги, кај што воопшто не мислиш дека ќе биде јако, поминале преако. Да. А најинтересно беше во Делчево, значи ги поздравувам делчевци. И тоа беше. Така се помина таму, јако. Кафич беше, се наполна 110-120 души, толку избираше. Солидно. И тие си рачунаат дека дента ние, мислам, вечерта треба да се дружиме. Не јас да застанам на сцена таму, Борче од Валиум го поздравувам, значи сме се договориле, наставам за 20 секунди. Викам, јас сум тој, не ме ни знае, не ме ни познава. Викам, сакам да направам. Ајде бе. Мислам да му побарав 500 денари ќе ми даеш. Не, сериозно. Добро, кога? Тогаш. Имам. Што ти треба? Толку, фала, чао. И викам топ, кафичот натреб, бомбона. Влегувам јас, почват луѓе да влегват. Почвам јас, почват сите. Па се крена малце тензија, па јас малце биполарно почнав да се однесувам, затоа што така захтеваше. Многу интересен момент. Застанувам јас, викам, значи добро, се разбравме да застанувам јас. Ја доловуваме сценава дека ова не се работи, дека не може да биде вака. Малку алкохол, кафиче нормално, е непредвидливо. Таму едноставно немир експлодира. Значи уште тепачка да имаше, ќе речев дека ова е тоа. Јас почват сите. Јас застанувам сите. Дружба, разбираш, баш онака дружба беше. Ко наслава. Леле, кога жива вода се направи и тие некоја екипа што бевме таму рече, ама ти малку се изнервира. Викам, не баш ова, убаво ми дојде. Освежително. Али кој излегов од кафичот, така што бев напнат, реков уште 10 дена би го работел ова секоја вечер. Да биде вака хардкор, да. Апсолутно. Ако ќе во различни градови низ Македонија, одредени делови од материјалов ги адаптираш, пример, зависно за местово, некои работи може да шо овдека ти палеле како локална шега, малце ако ја адаптира, може да и таму ќе запали. Мора, затоа што иначе треба да ја објасни шегата. Најлош пристап на комичар е да објасни шега. Не можеш да објасниш, или ако треба да ја поврзиш во најкратко за луѓето да добијат слика за што правиш муабет. Во Делчево да им објаснам за некоја локал ствар како на пример, не знам, чинарон што е кај нас, треба да им Википедија линк да им праќаш на сите посебно видете и склопете си ја шегава дома. И ке ја шега ќе направам и дома вие думајте. Ќе размислите. Не функционира и пробвам, колку што можам пробвам да не правам локал шега, затоа што сакам да ја видат таа иста шега, да ја слушнат, да ја видат, не знам како е правилно. Баш и во Делчево и пак ќе има турнеја секако, дали на пролет, дали на есен. Веќе спремам нов материјал. Ова е тоа. Ова е тоа што го сакам стварно. Ова е тоа. Кои ти беа вака најголеми предизвици прв пат оиш на турнеја, кај што дали е тоа во договарање местава, дали е не знам, логистички можда опрема, дека треба да носиш сам или имеците се спремни или некој локал прв пат се среќа со формава на стендап, никогаш претходно никој не бил таму, што ти беше вака и најтешко што може да си викаш некој момент, го имат секако, затоа што тоа е еден левел на кој што мора да созре самата публика, и ова не е во негативна конотација кажано, или ја веќе речеме газдата на кафичот. Ако не му се случило досега да имат таков настан, а сега има жилба, тоа е супер. И треба цело време да го има тоа. И тоа го дискутиравме кога бев во сите уствари сегде. Во Македонска каменица бев во Центар за култура и тоа беше еден прекрасен настан, покрај сетото ладно, зимно време не е загреано, значи пингвини мислам дека излегоа надвор, се погоди минус некоја тема во среди.
Ако ќе одиш во кафич кој што немал такво нешто, значи тие не се да ги обвиниш ти, Да. него добро. Сега, тука комуницираме. Што ми треба? Светло, сцена, затоа треба да сум најгласен, јас сум осветлен таму. Треба да сум, да речам, и добро озвучен. Да. Не е само да се дерам, не е певалка ова, па сега слушај. Него има некоја работа и да речам, убаво би било да имате убава опрема, да речам. Да не фонира, затоа што и сето што се дешава. Убаво светло, малку да си подкренат и во даден момент се адаптираш, не во даден, во секој момент се адаптираш на опремата кој што има таму, за шоуто да биде подобро. Не, јас сум отшол таму сега звезда да бидам. Да. Мене ми се има дешавано да настапам на светло од камп, на соларна енергија и пола од шоуто, гледам дали се испразнало нешто. Заш почвам многу јако и завршвам во темница, ко сам, ко пукало некој. Имам настапено на микрофон што имат кабел олку должина, значи на миксета, па после се десило оние ни микрофони што мора да е на сталка, па ко Балашевиќ бев вака малку така, знаеш. Јас се качвам на сцена, пукат троштеко, кабел пукат. Никој нема да тој да го среди публика во надол, значи почвам од минус 20, а не од 0, она да експлозивно да влези. Па го среди некој, па 6 секунда после пак пукна и се снаоѓаш. Едноставно ти си одговорен да организираш атмосферата таму и готово. Да мора да терат. Да, апсолутно. Да. И ако замени во негативно мора да ја крениш, тоа ти обрска тебе. Нешто титна митна, така почнавте да си терам. Океј, добро. Што мислиш според тебе сега, пошто спомвиме за така различни места, благодариме. Различни места имат различен хумор, пример локалниот, ама Македонија општо си имат, ми се чини дека така поспецифичен хумор, особено различен валјда од кој ќе гледаш сега менталитет. Билбар ова она, не знам што. Колку мислиш дека македонскиот менталитет и култура влијаат врз твојов стил и теми на шеги што ќе ги одбериш? Многу. Во дадено место црн хумор не може да запали воопшто. После возраста на публиката на едно место ми се деси да биде сите над 40, околу 40. Значи 35-40. Тоа е одлично место за работа. Да речам во таква ситуација се пример само ќе дам, не е ова стандард. Шеги поврзани со секс нема да функционира толку. Црн хумор уште помалце. Помлада малце публика, тоа не значи дека е таа посозреана или нешто, него многу полесно може да ја прифати заради, не знам, некое си животно искуство. Пример. Црн хумор кај што од едно место до друго, и викам јас мора да прескокнам зашто ќе замени вечерта, разбираш? Да. И после можеш да се крениш. А се деси на едно место, се деси секако. Луѓе, и јас контам дека затоа што цело време следам што се дешава. Викам добро, само да проверам. Неки црн хумор, врти, на сек браво, тоа супер, така натаму. Така. Предпоставувам дека ево како сите што се занимаваат, кој ќе црпиш инспирација или нешто кој ќе сакаш као тема што викаш дека од секојдневие ќе влечиш семејни, не знам, работа, едно друго. Кој те се вака можда што би сам би кажал стилов ми овај, вакви теми најоке ми лежат, сакам да ги разработвам најмногу, дали е то, не знам, врски, партнерски, дали е нешто... Да. Бизарни работи и црн хумор. Осеќам дека таму сум покомотен. Дали тоа би го прифатила публиката или не, тоа е како јас ќе го спакувам, да речам, и како ќе го кажам, да речам, како ќе го представам сето тоа. И фантазија. Фантазија мора да работи, иначе нема шанси. Колку време ти треба да изработиш нов материјал? Ево сега рече работа ми на нов материјал. Да. Само можда во имаш турнеја, не верувам дека истиот период можда е, ама колку време од прилика, како знаеш, просечно ти треба да работиш на нов материјал? На почетокот прашањето за 5 минути ми требаше 5 дена. И ту по 2-3 сати на ден. Да. Па не можам да се сетам, па не знам како, па чекај ова, па чекај она, па цело време е некоја борба. Како поминут времето, да речам, искуството само се го носи горе-долу да го измислиш. Значи без да го пробаш, ти можеш за 3 минути да напишеш не знам колку јак материјал и пред публика да не е смешно. Да. Не знам. Никој пат немам седната, например, да седнам
и сега да напишам. Еве на пример, чисто колку да одговорам на прашањето, не знам. Неколку сати за 5-10 минути материјал. Али морам да го пробам. Ако не го пробам, јас можам сат време да зборувам и двајца да саке бомба фрлет во кафичот за да ги спасат и другиви. Не знам. Мора да само да го пробаш, тоа е на сцена. Иначе не знам. А сакам нов материјал кој ќе работам, има тензија некоја особена и плюс публиката го доживува така кој ќе речеш еј работиме нов материјал. Тие се свесни за што иде. Да, и дури немаш пробано и те копкат како ќе види како ќе помини. А како структура вака што би зел ако имаш структура по која што работиш за создавање нов материјал или спремање за нареден стендап настап, да речеме. Имаш одредено кај што, значи пример ми треба сега се договараме наредна сабота, имаме стендап 4 дена за првиот, вториот ден или пример, не знам, си имаш некоја таква како рамка или Не, дали не се заучив така или не знам. Едноставно не. Горе долу кој ќе видам, пошто ќе си го напишам на лист, и еден лист од прилика би фатил околу 5 минути. Без штедење. Од прилика знам и затоа со штоперица ќе се излезам на настап. Од прилика сега да сме се договориле пример четворица по 20 минути, да не сум сега 40 минути. Еднаш ка се деси, ќе ја спасвам јас сега, мислам, мојот материјал 20 минути, во надолу и сега ќе го спасвам. 35 минути бев на сцена. Да не се повтори. И тај дел од шоуто. Да. Кога е, ево сега, мислам, или разликава или кој се не знам дали е правилно ако кажам јаки страни на тоа да настапиш сами, кој ќе настапиш во екипа, што реално ние така некако теравме, мислам и многу често правиме настапи, дали биле на почетокот по 5 души, него четворица, тројца, неважно, ама генерално и така се терет настапиве, што ти е или тебе ево кој ти е и поинтересен пристап можда некојаш и зошто? Кој ќе треба да настапам 15-20 минути, толку ми е напето и тензично, не знам името да си го кажам. Затоа што во 15 минути што поќе да а јас сакам да брзам, не сакам да полека да се густира, сакам материјал во 20 минути да го кажам во 5. Сакам да би хајпнато некако, не знам, таму сум комотен. И еден краток пример, требаше да направам отварање за господин Тодоровски во НОП. Пролета, валјда пролета беше и сега само да речам, во 8 почваше шоуто и јас 20 до 8 не знам што треба да кажам. Не, вака 7:20. Не знам што треба да кажам и сопругава ми се вика деме како се осеќаш, да викам јас не знам што треба да кажам. Сега име паника ми направи, сега јас не знам. Јас вака се тресам. Филип Ангеличин жура да го поздравиме, еден од најзаслужните, да речам, на охридската стендапа и пошироко сцена во нашата пак гледа, во нашата и вашата. Во нашата и вашата, во Македонија секако. Да. И Ангеличин жура. Стварно немаат место во И жура вика дојде и рече Роднино, дали си спремен? Јас викам не. И сега викам не знам. И толку почето панично да би и Тодоровски се појавуваат, да ме спремни сме, чисто само да се нели чек дали е све, дали се како што викам јас не знам што треба да кажам. Почнам се потам во дел од секунда и реков сега застани, два шамари си мамниш. Измисли со ладна вода и 20 до 8 веќе знаев што треба да кажам. И точно во 15, договорот беше 15 минути. Од првиот момент кој излегов, тоа ми е некој настан исто за памтење, да речем кој ќе имат отварање или нешто, кој ќе сум само дел од сцена. Првиот момент како што излегов на сцена, до 15 минути, само видов на телефонов, 15:00, јас реков фала многу, беше со од мене и скоро секој пат е истото. И плюс некој ќе дојде да ми каже шега во моментот. И сега не сакам да сум некултурен, да викам да топ, викам али после ова. Не, слушај се јас да ти кажам или. Се нормално дека се дешава. Ако ќе имаш на пример соло кој ќе тераш, или 40 минути еве ќе делиш вечер и така натаму комбинација правиш, полабаво е затоа што можеш да го изгустираш и да падне добро во ред, имаш време да го можеш да се крениш, можеш да експериментираш, можеш да го осетиш прво моментот и да се опуштиш. А во 10 минути не. 10 минути е формула. Да. Прва четврта и газ.
Фала Жура за гумиве, да си го избришиме Што материјалот што напреча? не чини. Ако е исто ево прилика, ми само ги поздравиме цела екипа што си се Апсолутно. спомнавме, Тодоровски, Жура, Ико Изоки и братуче така, ето, да речам генерално тие што теравме од почетокот што Да. проживме. Затоа спомнав и за екипа, затоа што многу често и во различни градови, ето, пример, комбинации исти, различни сме били и тој момент е интересен дружба, тимбилдингов. Да. Многу мене барем. Абсолютно, би како било не. многу Една епизода цела треба да направиме. заедно. Round Да, table stand-up. али од дешавки како настап пред 9 души, за Да. кој што од тие 9 души тројца беа лица со попреченост од публика, кај што беше тоа не е ни теретана, тоа е да застанеш и да се сетиш зошто сум јас овдека? Зошто се викам Никола е прашањето, зошто патики носам, зошто не едат во бос? Тоа се прашање што дел од шоуто. Не ни заслужуваат одговор некогаш тие прашања. Брат, Да. мислам дека заш иначе може ти многу да Да. навлезеш во завери. Во симбиоза. Точно. Ако имаш негативни коментари од некој, особено што ги знаеш што можда не очеквиш да ти даде таков коментар како се справуваш, вака как ти влијај некако, си викаш ке видиш сега следно ке појако. Нема да го или избегнам во никој критика, случај. ево, да е. Критика да. А мајсторски речено серење не сакам, затоа што јас не го правам тоа према никој. И таков пристап мислам дека е фер. Критика да, зошто да не? Особено на пример од Тодоровски, од Жура, колеги, Да. кои што го разбираме материјалот, кој што знаеш што, јас не можам да му кажам на некого сугестија за не знам, за бурек како се прави. Едноставно дали ми се допаѓат или не. Тука завршва дискусијата. А ти дали треба да додаш после поќе масло или оцет, не е истото и овдека. Би прифаќам, мислам, коментар, али не вреѓање сега некој ти, затоа што јас сум насцена тој што гори, не Да. ти. Затоа примери така си го многу едноставно сме си го решиле со сопругава. И таа е дел, ама не е. Затоа што јас горам овде, Да, јас само морам да ако донесам погрешна одлука, јас мора се сносам со тоа, Така, да. а не заедно, затоа што не сме заедно. Затоа што овде сум сам, ако е супер, топ, ако не, сам. Тоа е тоа. Да. Има теми што гледаш некогаш да ги избегнеш, вака друг работиш материјал, на пример си кажеш ова нема од старт да помините или со ова кај нас, знаеш, македонска публика нема Не избегавам. да сакат. Не сакам да избегавам, тоа го сметам лично себе си за цензура. Не сакам да се цензурирам, а публиката е тој судија што ќе кажете ова не чини. Тоа ќе го осетиш по смеење, по аплауз и не по сугестија, јас да ти сугерирам дошол еден од 500 души, не. Маса на народ во која што имат разноразни луѓе, следат култура, не следат, некој сакат, некој не. И кој ќе рече, ово ми се деси, низ кафичеве да ми рече, абе за кого правиш ти стендап овде? Ето, тоа е многу погрешно. Публиката, тоа е правило број 1, мислам дека во стендап, не смеш да ја осудиш публиката. Затоа што во публика, во Берово ми дојде го поздравувам колега Даниел од факултет, кој што моментално по тоа што ми објасна што работи, што вервам, малце луѓе се бават со тоа нешто. И викат, јас од овде палам, например, кола одам Скопје да ве гледам, одам Белград, одам, значи човек кој што следи стендап. Да. Не сакал, пример, да живее во Скопје или во тие некои многу јаки урбани средини со све е нај. Вика, ќе се повлечам во Берово, овде е мирно, али не дека не знаете. Са тој таков човек, а има многу, кој што ќе застане во публика, немаш ти него да му речеш, публиката е пример срање. Да. Не, апсолутно, јас не можам да се сложам со тоа. А тај е единствениот судија кој што ти рече, ова е. Да. Најмногу. И пошто тука е фидбек одма во моментот. добиваш Апсолутно. или не. Најдиректната форма на театар ќе речеме, не е театар, али е форма кај што одма уште црвен и жолт картон да имате она. Зелен топ, тоа е аплаузот, црвен не. Чао, готово. Имаше летото едни со оценки, така крева. Да. Што е следно после ова турнеја? И дали, да речеме, во иднина се гледаш негде, сакаш дали во близина негде надвор од Македонија настапиш или негде што... Абе, јас не ке се гледам. Ела, спушти ја, дечко. А да се ги земиш овие? После. Ево, на Муаветов, со гумиве трка да ти дадоја за надвор.
Дали пример би сакал така да пробаш на друг јазик стендап, ама за друга публика, не за македонска? Си дадов еден челендж летото во маратонот, и легендарниот маратон, ало. Да, Охрид да комеди забораваме. маратон, не смееме да го забораваме. 6-та година беше ова? Жура, која година беше годинава? 7-ма? Или 6-та? 6-та или 7-та? Оваа година. 2024. Маратона? 6-та? 6-та. 6-та година. Си дадов шанса на англиски да пробам малце. И ми беше интересно, али не се осетив комотен да знам дека ќе го правам некогаш. Сакам, ќе речам, ајде, да пробам настрана секако. Али прво сакам овде да би тој веќе нов материјал, како што рече, нов материјал веќе се работи, и едва чекам да правам следна турнеја. А за местата, фиксно уште кафичи ќе биде, значи тоа мора. Така. Не сме се пропусти тоа еднаш е ова во животот до тој степен да ви да се доживеј. Имам едно прашање, во се привршвиме малце, па ќе ти оставам простори да си ги поканиш луѓето за да дојдете овде. Моментално последниве години гледаме некој развој на сценава, стендап сценава во Македонија. Како гледаш на цел тој развој, што мислиш, на кај се движи, дали можда ќе спласнит или сега е некако замав земен ти годит или ко гледаш ко? Пак ќе го адресирам на публиката. Таа судија која што ќе каже тоа е добро или не. Значи ти можеш да експериментираш сега на шпански да правиш ако сакаш. Ако не го прифати. Значи без разлика колку се комичари, не знам што, самата сцена треба да зреет секако и комичарите. На некој начин, во некој многу мал процент, и тие може да ќе дае насока на кај би се движело ова, али е сурово секако. Ако не помени шегата, едноставно не помени, ти тука заврши. Ти можеш да молиш, можеш мито да им даваш, можеш да им речеш ќе ви го лапнам поеднаш, можеш пијачки да им пушташ, можеш, не знам, дрва да им носиш дома, оган да им палиш, зимници да им мешаш. Не. Маса на народ која што го имат апсолутното право односно реакцијата. А дека се развива во добра, секако да, секако. Не може еден да рече, сега ќе работиме турбофолк, ќе работиме само вакви шеги. Не може. Да. Ова е функционират на кој си ти да видам што имаш да кажеш. Ако не ме бендисит, се гледаме за 30 години. Да. Чао. Според тебе сега треба на некој да му кажеш, сакам вика да се занимавам со стендап, помладен некој бате, ти што ќе му речеш како совет? Одма. Почни од вчера. Фиксно. Пиши материјали, не застани никој пат. Така. Прогресот сам ќе го гледаш кај себе, пробај да најдеш да се изнапикаш 5 минути да украдиш. Мислам дека не е тешко тоа и од кај нас. Еве ќе ги поздравам Тино Атанас, Стефан Николовски, Кумановска екипа, Миро Чедо, Бојан Кирковски, ќе ги поздравам затоа што тоа се исто прекрасни луѓе кои што претпоставувам за нив. Ете кај нас имаше овој последниот маратон имаше open mic. Значи, кој сакаш да си дојдеш, пријави се, еве ти 5 минути. И оди пуштај, моли, коли, прај нешто, некој кој ќе има настап во твојот град, оди ќе патуваш. Не е едноставно. На никој досега не му се посретило во својот град да дојде да нема направено 5, 6, 10 години настап, да рече, ќе направиме еден сат и да поминет преакото. Да. Тоа е илузија. И тоа нема да се деси, не знам уште колку влади да смениме кај. Ме разбираш? Значи, пишење и гледање стендап и никогаш застанување. Никогаш. Добро, братучет, фала ти за гостување во нашиот подкаст. Имам нешто да ти кажам, јас си прашав, тоа што имам уште многу прашања, пошто ти си басист, во моментов поранешен, ќе си иден сигурно во некоја прилика. Сум веќе. Така? Да. Нитро од Свај со Коле, подкастот исто што го правевте, што можда и Нитро Трај ќе видиме. Ќе ги видиме, здравие. Чисто имат уште теми на кои што здравие наредниот пат ќе оставиме малце појке. Да, после турнејава и за наредната можда е за најава од старт турнеја што ќе си ја правиш. Ти посакувам уште многу турнеи и настапи и заеднички и соло, да се истерат кој што трети турнејава до крај, завршите формално да кажеме дека Охрид најверојатно на 23-ти, ако не се пријави туш некој, може да звонете на братучето овде бројче ќе има. Да. Ево и Жура ти пуштат кисче. Па барем зимска да ќе се лизниш. Време на зимско
ак.мк Седи Жура до мене. или на 075283066 и моме да ви дајме гратис зимска опрема за кој што сакат. Да. И синџи, не ова зимска бајка, ова друго, туку зимска опрема за стендап, за шоуво на Братучет. Братучет, фала ти уште еднаш, кажи си, ево, Фала ти да многу. си ги поканиш и со Жура, со екипава, да си ги поканиш луѓе во Хријаниеве твои да... Трале со сатчено правите онаква сенка и комачки, не знаеш, кој ти ги лаже со ласерче, јас почнам вака да гледам. Пикни го сатот и касни, знаеш? Ти ко, ќе стрчам, знаеш, чекај да ја користам оваа прилика да ги поканам па сите се добре дојдени, значи 23 ноември во 8 сатот, така? Тоа е во сабота. Охриѓани, секако затоа што тоа е домашна публика. Ќе имаме Жура од некои гратиси, Стружани, Ресенчани, да, Колчани, Скопјани. обавезно да Мешана се публика. како? Мешана, значи. Мешано, фиксно. Да на мала сцена ќе биде, да се дружиме, ќе биде јако. Ќе се снимат, значи тоа е па финалната вечер се мисли дека ќе го снимаме, после тоа ќе оди на YouTube. Па после седно ќе биде ај сега subscribe да не пуштам закани ова она. Да, кај господин Жура на 075-283-066. Виде како погоди. Виде на прва. Остана се до пред. Да. Да си резервирате карти, резервации, и тоа е тоа, да си поминиме преако. Баш. Добро. Братучет, фала ти, ова беше Никола Братучет Силјановски Фала со на својата турнеја Биполарен Братучет, 23 ноември, мала сцена, НУЦК Григор Приличев, Охридски театар, да си дојдете овде да си купите карта на време и сигурно ќе си помините преако, се гледаме ние овдека на сцена и зад сцена. Да, Тогаш. секако. Поздрав.